Се наоѓаме во преубавиот простор во Националната установа во Археолошкиот музеј, каде што се дополнува и навистина се работи постојаната поставка во Археолошкиот музеј. Овој музеј покажува дека Македонија е древна, дека нова тло и навистина цивилизации се докази дека на ова тло навистина има со што да се пофали и со длабока историја. Добро утро. Ме понесе просторот, морав така да најава. Да, со одветна најава. Добро утро и поздрав за гледачите на Македонската телевизија. Ви благодарам на интересот. Навистина се наоѓаме во срцето на постојаната поставка која што ќе се доуредува, до каде сте со подготовките и навистина веќе можам да забележам дека е прекрасен простор. Вредните збирки на Националниот археолошки музеј се резултат на повеќе децениските научно-истражувачки дејности на нашава институција. Моментално, Националниот археолошки музеј е дом на над десетици илјади артефакти, од кои што 8.000 ќе бидат дел од постојаната музејска поставка на која што моментално работиме. На површина од околу 6.000 метри квадратни, сите археолози, кустоси, конзерватори и документатори моментално работат на новата постојана музејска поставка, со која што на некој начин ќе го репозиционираме музеот како релевантна институција од областа на археологијата, не само во нашата земја, туку се надеваме и меѓународно. Она што е особено интересно за нас како археолошки музеи и она што не разликува од другите археолошки музеи во светот е фактот што во постојаната музејска поставка на археолошкиот музеј ќе бидат изложени исклучиво наоди кои што се прибавени од археолошки истражувања на територијата на нашата држава. Што значи дека археолошкиот музеј е еден од ретките кој што изложува само археолошки предмети од територијата на државата која што го има основано. Се работи на збирките од железно време, на збирката од класичниот период, хеленистичкиот период и на останатите збирки кои што и досега беа во функција, меѓутоа долги години наназад не беа изложени дел од овие прекрасни колекции кои што ги поседува музеот, вклучително и нумизматичката колекција, и се надеваме дека во најскоро време, односно на 8 септември, веќе ќе бидеме отворени, новата музејска поставка ќе биде отворена за пошироката јавност. Ова представува всушност еден подарок од нашата институција по повод Денот на независноста на нашата држава за сите граѓани 8 септември и сакаме со тоа да придонесеме дека иако од 8 септември почнува независноста на нашата држава, ние имаме историја која што, како што кажавте во најавата, се протега милениуми наназад. Па така, артефактите кои што се изложени тука и кои што, како што споменав, се прибавени исклучиво од археолошки истражувања, освен нивната материјална вредност, во смисол на материјалот од кој што се направени, староста, уникатноста и слично, нудат многу повеќе. Тие нудат информација. Значи, сите се пронајдени во соодветен археолошки контекст, а токму информацијата е она кое што е најзначајно и највредно што може да го поседува еден археолошки предмет. Со археолошките предмети кои што ќе можат да ги видат граѓаните, ја раскажуваме милениумската историја на Македонија. Ќе ја надополните со 19 и 20 век постојаната поставка. Да, Националната установа археолошки музеј, освен одделенијата кои што досега беа застапени во постојаната музејска поставка со соодветни збирки, има и одделение во кое што работат кустоси на археологија на 19 и 20 век. И за прв пат и дел од оваа богата збирка ќе биде изложена во археологија
археолошкиот музеј. Освен она што досега беше изложено, секој период соодветно ќе биде надополнет со најновите артефакти од истражувањата кои што ги врши музејот. Надвор на терен, знам дека летото, иако е топло, археолозите несомнено е најдобар терен за работа. Во неколку реченици или во неколку минутки што сработивте, каде сега сте на терен? Во кои локалитети да издржавате? Годинава Националниот археолошки музеј работи на повеќе локалитети, речиси на целата територија на државата. Во тек се истражувањата на археолошкиот локалитет Тумба Маџари. Ги завршивме археолошките истражувања на големо градиште Коњух и подводните интердисциплинарни археолошки истражувања на локалитетот Врбник во Струга. Во тек се подготовките за она што сите најмногу не интересира, тоа е големото откритие од минатата година во Корошишта, исто во Струшко, ќе се продолжи да се истражува и годинава исто така таму. Ги завршивме истражувањата на каструмот на Исар Марвинци, меѓутоа ќе се продолжи со истражување на некрополите, соодветно и на Исар Марвинци, меѓутоа и на некрополата село Кшла, исто така во склоп на локалитетот Големо градиште Коњух. Годинава ќе истражуваме и на Стакина чешма. Ќе истражуваме и на неколку други локалитети, меѓутоа тука сме отворени сме постојано за соработка и се надеваме дека ќе не посетите и на терен, за да видите како еден предмет доаѓа од археолошкото наоѓалиште тука во витрини, затоа што тоа воопшто не е едноставна и лесна работа. Има многу процедури додека да дојде тука во музејот и да изгледа вака како што изгледа. Верувам дека е макотрбна таа работа да се донесе од терен и да се направи музејски експонат кој што ќе биде репрезентативен и презентативен. Посетители, верувам, во летниот период повеќе странски? Да, посетители имаме постојано. И не радува фактот што и покрај тоа што работевме со намален капацитет, односно само еден спрат од нашиот музеј беше отворен досега, тоа не спречи со одредени нови содржини да привлекуваме посетители. Морам да кажам дека сте во право, повеќето од посетителите се странци, но се надеваме дека по 8 септември, односно по реотворањето на новата музејска поставка, ќе ги привлечеме и домашните посетители, затоа што имаме многу нови работи кои што можеме да ги понудиме на публиката. Магдалена Манацкова, навистина ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Века јавно ќе ви се најавам пред 8 септември ќе направиме уште едно линковско вклучување кога навистина ќе биде се подготвено да се пофалиме со оваа постојана музејска поставка во музејот. Ви благодарам на интересот и ве очекуваме на отворањето. Ви благодарам уште еднаш.